Почитувани гледачи, продолжуваме со серијалот Стопанска комора на Северна Македонија, трето уго, бизнес клуб. Денеска со нас тука е Наташа Јаневска. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Ти си домаќин сега или си гостин во емисија? Па, мислим дека сум гостин затоа што вие ме поканивте да учествувам во емисијата. Јас сепак сакам да кажам дека ти си дел во трите најголеми проекти на Стопанската комора, јако си една од младите кои што ни се придружи во 2017 година и значаен удел имате во стварањето на оваа емисија. Може би, со поддршка ваша, една идеја која што може би изгледаше далечна, еве денеска се реализира. После толку интервјуа, какво е вашето мислење? За бизнес клубот или За во бизнес општо? клубот. Па мислам дека има доста гледаност и можам да кажам дека популацијата, интересот на гледаност се повеќе расте и популацијата според старосна возраст е од 35 до 45 години на прво место, а за изненадување е што втората популација по старосна возраст е од 25 до 35 години. Што значи дека младите ги интересира се она што се случува во коморскиот живот и она што се случува во државата наша. А гледаноста? Гледаноста расте. Постојано расте, имаме доста позитивни критики во врска со бизнес клубот. Многу интересна идеја и каде што соговорниците, вака што сме се слушале на телевизија, мои познаници, пријатели, колеги со кои разговараме, е дека е многу интересно и дека многу може да се научи од луѓето кои што го збогатуваат нашиот бутодомашен производ. Наташа е интересна личност, дојде на комората 2017 од Министерството за образование и наука, така? 2019. 2019, добро. Али беше присутна во нашето работење толку период пред тоа? 2013 година за прв пат. Пребарувајќи случајно по некои документи, ајде да кажам, на веб страните, се видов на вашата веб страна како ја 2013 година сум учествувала во прес, поканета од страна на комората, да зборувам за улогата на работодавачите во стручното образование и за практичната обука во компанија од страна на учениците. Го знаеш ли Бранко Азевски тогаш? Лично не, меѓутоа имав многу слушано и некако од таа гледна точка го сметав за недопирлива личност. Значи, ако зборуваме за професионалец во своето работење, ние синоним за тоа си ти во комората, затоа што цело време работиш на една проблематика. Али јас успеав да те изместам на два пати, еднаш при изработката на монографијата 100 години комора, со која оствари огромна комуникација со личности кои што биле врзани за комората, така? Така, со личности кои што можеби некогаш не сум размислувала за нив, сметајќи дека биле недостижни, биле менаџери на многу големи компании кои што успешно ги воделе, придонесувале за државата, но кога ќе почнете да соработувате со нив, ги разбирате колку се обични луѓе и колку може многу да научите од нив, затоа што поминале едно големо искуство во целиот тој транзицијски период од еден систем на работење, на економија, на владење, во друг систем. Многу интересно што сите повратни информации со луѓето што разговарав беа многу позитивни за тебе, иако не те знае најголем дел од нив. Има луѓе што ги познава, али таквиот пристап мислам дека имаше едно позитивно влијание, еден добар импакт и мислам дека направивме добро дело што ќе остане запаметено. И она за што вечерва сакам да разговараме, третиот дел, тоа е вашата професионалност од почетоците на вашето работно ангажирање до денес, тоа е образованието. Да, тоа ми е некако специјалност и цел живот сум посветена, сакајќи да се направи едно квалитетно образование, едно функционално образование, каде што навистина ќе се развијат компетентни личности кои што ќе даваат голем придонес на државата. Има многу дефиниции за образованието, меѓутоа јас мислам дека една ќе ми остане запаметена, дека ако сакаш да растуриш една држава, растури во образованието. Така е. И мислам дека ние правиме нешто што е обратно од тоа, да направиме образование по интерес на бизнисот и за што ќе зајакне кохерентноста на државата. Така да, ево, можам да најавам за гледачите дека имаме исклучителен гостин вечерва,
и стручен да поразговараме за тоа прашање, за кое што јас лично мислам дека ќе биде во наредните 10 години врвниот приоритет на комората, затоа што без таков кадар комората не може да испорачува оно што од нејзе се очекува, а тоа значи да членките испорачат бруто домашен производ од 4 до 7%, со што би се осетил напредок и кај профитите на компаниите и кај стандардот на граѓаните. Затоа сум толку убеден во тоа дека ќе успееме, затоа толку те поддржавам и сите структури во комората што работат на таа. А што работат и како почна, ќе кажеме сега. За да што го кажавте сето тоа вие, да придонесуваат за државата, да го зголемиме бруто домашниот производ и така натаму, потребно е компаниите покрај машините, покрај опремата и покрај се она што го имаат како технолошки процеси, да имаат и квалификуван кадар. Без квалификуван кадар ние не можеме да очекуваме продуктивност, производство, ефективност, а со тоа изголемување на бруто домашниот производ. И затоа целата наша посветеност, целата наша ангажираност е токму создавање на квалитетно образование, функционално образование, образование според потребите на бизнисот. Која година прв пат се запосли, односно почна да работиш во образованието? 90-та година. 90-та. Што му фалеше на тој систем? 90-та година имаше еден друг систем. Прво, многу се почитуваа наставниците. Тоа зборуваме сега за односот во општеството на образованието. Да, прво се почитуваа наставниците, а понатаму имаше една многу интересна појава, родителите не се мешае во образовните процеси. Значи, тие ги поддржуваа учениците, но ги поддржуваат наставниците и што е многу важно, покрај образовната дејност имавме и воспитна дејност. Прво се воспитуваа учениците, а потоа се образува. Исто така многу интересно е што во стручното образование имавме практична обука. Стручните училишта секогаш внимаваа за квалитетна реализација на практичната обука, компаниите беа отворени и имаше голема соработка со наставниците кои што ја реализираат практичната обука. Колку години имаше Наташа тогаш? 25. Мажена беше? Не се уште. Не, се уште. Што значеше за стандардот, обично да им објасниш на гледачите? Со таа плата што можеше да правиш во тој момент? Со таа плата можете да живите пристоен живот. Можевте да одите на одмор, а можевте да си го купите тоа што нели го посакувавте. Да. За разлика од денес, малку се изместени вредностите. Значи тоа зборуваме за општиот поглед на образованието, а внатре во програмскиот дел? Во програмскиот дел секогаш се почитуваше она што беше потребно за компаниите. Дали ова денес што го правиме е чекор напред во однос на тоа? Да, чекор напред е затоа што имаше еден период под влијание на Европската комисија, под влијание на многу состојби кои што беа во државата, претежно се стави фокусот на гимназиското, односно општо образовното образование, а се запостави стручното образование. И тогаш имавме сериозен проблем, образовните институции воопшто не сакаат да има никакви контакти со бизнис заедницата. Имаше и тоа значи проблем. Да, после извесен период настанаа тие, 2000-та, некаде 99-та, 2000-та година, се повеќе се форсираше општото образование, високото образование, академските студии за сметка на стручното образование, кое што воопшто учениците не одеа на практична обука. Тие завршуваа, меѓутоа без практични стручни вештини, како што еве денеска го... Еде ние слушавме, јас сум слушал, не знам сега суштината да кажам, ако знаеш нешто добро ќе биде. Шуваровата реформата на Стипе Шувар. Да. Што значи? Шуварица ја викавме. Зашто? Шуварица ја викавме, па затоа што тој ја прогнозираше како еден вид на стратегија во образованието. А што беше суштината? Суштината беше создавање на баш компетентен и квалитетен кадар. Стручен кадар. Значи, општото образование секогаш беше насочено кон високото образование, меѓутоа фокусот беше ставен на стручното образование и реализацијата на практична обука во компании. И тоа беше добро додека се почитуваше таа стратегија. Од кога подоцна нели се измести овие работи, каде што претежно ЕУ нас ни даваше задолженија дека високото образование се помалку лица
ни се запишани и дека мора да се запишат се повеќе, да се зголеми процентот на лица запишани во високото образование, ние изгубивме на квалитет во стручното образование. Претежно ги форсиравме теоретските предмети за сметка на стручните предмети. Јас ако можам да се сетам на мојот дел, јас сум повозрасен нормално, јас би се сетил на тоа дека во средното училиште професорите во Охрид возела најдобри коли, странски. Јас не знам колка беше стандардот и како тоа сигурно може да се измери така натаму, меѓутоа знам дека возеа беа почитувани личности во градот и така натаму. А да не зборувам на факултет професорите беа вистински звезди. Така. Тоа беше во времето кога ние учевме и кога бевме ученици. Јас кога се вработив, малку беа изместени работите, но се уште се почитуваше, за да после со тек на време многу работи, вредностни работи и воспитни работи се изгубија. И сега дојдовме каде што дојдовме, ни требаше 20 години да сватиме дека направивме голема грешка со тоа што го испуштивме образованието и почна бизнисот да бара кадар, кадар немаше, па ево да завршивме да бараме кадар по Непал и по Бангладеш. Да. И затоа ние, слушајќи ве вас, од Стопанската комора на времето кога работев во Министерството за образование, дека навистина треба да се вложува во образованието и да се создава кадар според потребите на бизнисот, почнавме да работиме на една проблематика учење преку работа, каде што јас бев директно инволвирана во тој дел во Министерството за образование и почнавме да ги остваруваме првите контакти со работодавачите, да не ги кажуваат нивните проблеми, а потоа ние да им излагаме во пресред со решавање на нивните проблеми преку креирање на образовни програми. Морам да ви кажам дека беше многу тешко, затоа што инспекцијските надзори, посебно Државниот трудов инспекторат, ги казни компаниите кои што зеда ученици на пракса, затоа што тргнаа од она имате злоупотреба на детски труд. Во законот стоеше реализација на учењето преку работа во компании, меѓутоа не беше некако со подзаконски акти регулирано. Ние имавме секој ден скоро 6 месеци, меѓу кои бев јас вклучена, да им објасниме дека се работи за дел од образовен процес, каде што теоријата се одвива во училиште, а практичната обука треба да се одвива во компании. Нас не убедува дека практичната обука може да се изведува и во училиште, во тие училишни работилници. Но не е исто кога вие ќе се најдете во компанија, каде што учениците можат да ја почувствуваат организацијската структура во компанијата, да го видат претпоставениот, да ги видат сите работни процеси кои што се случуваат, затоа што секоја компанија има од различна дејност има различен начин на работните процеси. Друго е кога тоа го гледаат во нивната училишна работилница. И така после 6 месеци договор успеавме да се договориме дека со заминувањето на учениците на практична обука во компанија треба да се потпише договор. Тој договор е трипартитен, каде што од една страна се потпишува ученикот, односно родителот, за да знае каде детето му оди на практична обука, од другата страна се потпишува компанијата и од третата страна училиштето, затоа што тоа е надлежно за целиот образовен процес на ученикот. Дали можеш да се сетиш точно кој временски период е тој преокрет направен? Значи, ние имавме таков систем, па пропадна системот, па кога вие одлучивте да враќате на нормалните, кои се тие луѓе, може ли да спомениме некои луѓе? Кој бе околу тебе тоаш во министерството? Кој беше министер? Тој што одлучи да се промени тоа, да се иде? Таквите процеси започнаа кога беше министерот Спире Ристевски. Спиро Ристевски. Да. Со него започнаа таквите, претходно беше Никола Тодоров. Веќе се надзираат тие процеси, меѓутоа видливоста ја започна Спиро Ристовски, затоа што тој имаше и средби со компаниите. И ако провериме после некаде тоа се случуваше 2016 година, тоа беше после на 2013 кога ние само заговаравме, 2016 со негова подршка дојде во комората и одржи втората пресконференција, каде што зборуваше дека учениците мора да одат на практична обука кај работодавач. Значи тоа е почетокот на враќањето и сега дојде она што сите го знаеме, подршката на германската влада преку
Министерството за образование, нивно и преку надлежни институции, да подржат тој процес на Балканот, односно во рамките на Коморскиот инвестиционен форум и дојде до сериозен заокрет на тој план. Така беше. Имаше сериозни обструкции од некои, ајде да кажем, работени во образованието, во Министерството за образование, затоа што не сваќаа дека мора да се преговара со бизнис заедницата. Се додека ние ги гледаме еднострано работите и се додека имаме два паралелни света, каде што од една страна е образованието, од друга страна на бизнис заедницата, ние не можеме да зборуваме за напредок. Кога веќе разбраа и сватија дека треба заеднички да се делува, почнаа да се движат промените напред. Јас се сеќавам дека во 2000 години беа, што ги споменуваш, 2014, 15, 17, бевме на еден собир во Сараево, како балкански коморски лидери и не покани председателот на Српската комора Чадеш идната недела да одиме во Белград да слушнеме едно предавање за дуалното образование. И по игра на случај или не знам интерес, како да го наречам, отидовме сите и слушавме. Тоа беше баш практично предавање на Мартин Кноп, представник на Германската комора за Балканот, кој што одржа едно изузетно значајно предавање и со кој со прости зборови го објасна целиот процес. Беше, се сеќавам, и председателот Вучич на тоа и он одржа говори и кажа дека треба да се подржи тој процес и тргна тоа како акција заедничка на сите комори. Кај нас клучниот момент се деси на една седница на управниот одбор на комората. Се сеќавате? Се сеќавам, тоа беше декември 2019. Многу добро кога вие ме повикавте сите членови на управниот одбор да кажам што ја имам сработено од кога дојдов, тоа беше март 2019 до декември. И јас ви кажав тогаш дека навистина имаме законски пречки, дека прво мора да ги отстраниме законските пречки, а после тоа да почнеме да работиме со компаниите. Но вие кажавте дека го повикавте, тогаш беше Драги, директорот на Киро Дандаров, дека треба да ги повика сите компании и ние требаше да одржиме заеднички состанок за да можеме Драги да ги беше и член управен одбор, но и подпредседател на регионалната комора. Така. И така почеа да се движат активностите, првично да работиме доле системски, а после да ги решаваме проблемите со законската регулатива. Значи не почна од прилепи од Куманово, пушките први за ова работа, него од Битола и од Тетова. Како што изгледа реалноста, така е. И тоа мислам дека беше стварно еден преокрет, затоа што јас после таа средба во Белград гледав дека работите не одат, некако ми стоја во место. Дојде до една средба на словенечките и на македонските бизнисмени горе во етноселото, па не можеме да се разбереме кој ќе ги сноси трошоците за тоа и така натаму. Бевме на различити позиции, али во секој случај сваќав дека треба да се донесе кадар кој што може. По комората немаше кадар што можеше да ги покрене тие процеси и така се определивме за твое доаѓање. Како ти се одлучи да дојдеш? Првично кога ми беше понудено, јас доста соработував, морам да кажам, со Стопанската комора. Со многу представници вработени од Стопанската комора имавме поддршка за се она што ние како реформи го земавме ги правевме во Министерството за образование. Меѓутоа кога ми беше понудено да дојдам да работим во Стопанската комора, јас бев малку затекната затоа што размислував што можам јас да работам во Стопанска комора. Меѓутоа со преоѓањето во Стопанската комора мислам дека се пронајдов сама себе затоа што ги познавав двете страни. Се запознав со она како размислува бизнис заедницата од една страна, како размислуваат представниците на образовните институции, тоа ми беше можност полесно и побрзо да ги спроведувам сите оние реформи за кои што се случуваа во образованието. Овде пишува вака. Под број 1 зголемување на бројот на часови по практична обука учење преку работа. Тоа се однесува на наредниот период? Не, тоа беше една од работите за кои што ние се залагавме. Меѓутоа сега можам да кажам со дуалното образование, кога тогаш имавме 4 и 6, сега имаме 6 и 10 часа практична обука во компанија. И тоа се законски регулирано. Тоа е законски регулирано, посебно сега со новиот закон за стручно образование, каде што ние многу придонесовме како Стопанска комора во соработка со компаниите нашите членки.
Второ, признавање на двегодишното образование за стекнување на квалификации од второ ниво како задолжително образование. Можност на учениците после двегодишното образование да се стекнат со диплома и веднаш да се вработат. Што значи? Тоа е едно од насоките кои што сега сакаме да ги спроведеме. Со донесувањето на Законот за национална рамка на квалификации, се признаваат 2-годишни, 3-годишни и 4-годишно ниво на образование, односно ниво на квалификации. Јас бев еден од имплементаторите на националната рамка на квалификации, која што е препознатлива и во Европската рамка на квалификации. Но ние имавме сериозен проблем со Законот за стручно образование. Тоа значеше дека ако вие се запишете во стручно образование, кој што ги препознава 2-годишните квалификации, не можете да излезете на пазарот на трудот затоа што немате задолжително средно завршено. И имавме сериозен проблем, затоа што имаше деца кои што сакаат да завршат 2-годишни И одма да влезат да влезат во процесот на вработување, не можеа затоа што 2-годишното образование не се сметаше како задолжително. Сега со новава концепција и со Законов за национална рамка на квалификации и со Законот за стручно образование, ние сакаме по завршување на 2 години, веднаш да си добие диплома, и ако сака да си се вработи, може да си се вработи, но ако сака да оди понатака, може да си оди во 3-годишно или во 4-годишно образование. Трето, стекнување диплома по завршување на 2-годишното образование, 3-годишен и 4-годишно образование за побрзо вработување. Тоа е ова што го кажавте. Тоа е ова што го кажам затоа што имаме два процеса. Едниот процес да биде 2-годишно образование, се стекнува диплома, значи второ ниво на квалификации, и може да размислува да оди или на 3-годишно или директно да се запише во 4-годишно. Тоа не е еден концепт кој што сега треба да го предложиме. И вториот концепт е после секое завршување на 2-годишно, 3-годишно и 4-годишно да си добива определена диплома. И мислиме дека овој концепт ќе биде најидеален затоа што ако сака 2 години завршува, например имате автолакер. Автолакерот после 2 години си завршува, си се вработува и тој ќе си работи автолакер. После известно време му текнува дека сака 3 годишно, оди автомеханичар. После тоа оди машински техничар или автомеханичар, диагностичар на моторни возила, да си добие 4-то ниво на квалификација. А што е на проодност на едно ниво во друга за стекнување повеќе квалификација? Тоа е проодноста. Значи, 2 години една квалификација, 3 години втора квалификација, 4 години трета квалификација. Ова ние сега се залагаме ние како комора, заедно со Центарот за стручно образование, каде што имаме голема поддршка, и мислам дека сме на пат тоа да го реализираме, бидејќи Законот за национална рамка на квалификации и Законот за стручно образование, кој што сега беше изгласан во јануари, ни го дозволуваат и ни го овозможуваат тоа. И тоа е фактички создавање на функционален систем на стручно образование, она што ние како комора долго време го баравме. Колку училишта имат склучено договор со фирмите? Па негде околу 260 дуални паралелки имаме, а некаде околу 61 до 62 училишта имаме имаат договор со фирмите. А колку од 73 имаме стручни училишта, од кои компаниите беа финансирани од програмата на КИФ, што се однесува на стварањето на конзорциуми за заедничко одбестување и настап. За да го објаснам ова, морам да кажам дека стручното образование е многу скапо образование. Скапо? Да, е скапо образование и секогаш инсистираме ние дека финансиите што се даваат за стручните училишта и за гимназиските не можат да бидат исти. Затоа што гимназиското образование е поевтино за разлика од стручното образование, каде што вие треба да набавите определена опрема, определени алати, машини кои што учениците ќе ги видат прво во училишните работилници. Потоа се праќаат на практична обука во компании. Но ние како комора, иако заговараме цело време од 3,7 од буџетот да се издвојуваат средства на 5 според ОЕЦД, не седевме мирни,
туку продолжуваме да истражуваме и да наоѓаме начини како можеме да им помогнеме на компаниите. И токму преку германската развојна банка KfW банката позната, преку Коморскиот инвестициски форум каде што Стопанската комора е членка, ние успеавме да овозможиме грант од некаде 7.123.000 кој што се дава на компаниите, на конзорциумите, преку трите повици кои што се случија. Во првиот повик имаме околу 3,5 милиони за до 8 конзорциуми и тука можем да кажем беа 7 стручни училишта и 1 факултет, но имавме 29 компании со кои има склучено договор за соработка. Вториот повик беше некаде околу со средства некаде околу 2 милиони запрека 73.000 евра, каде што имавме 6 консорциуми, од кои 4 стручни училишта и 2 високообразовни институции, но сега имаме 37 предпријатија. Значи предпријатијата сватија, односно компаниите, дека мора да соработуваат со стручните училишта и последниот грант, каде што веќе ни се намалуваа средствата затоа што ги искористивме во првиот дел, имаме 4 консорциуми и 2 консорциума, односно 2 стручни училишта, едно стручно училиште и еден факултет, тоа е медицинскиот факултет, Центарот за социјална медицина, каде што имаат со 17 компании склучено договори. Тие имаат некаде околу 952.000 евра за да можат да си купат машини, опрема, инфраструктура, обуки на наставниците во компаниите, обуки на учениците после на тие машини и алати и така натаму. Наташа, има ли други кадрови во комората кои што заедно со тебе може да работат на овој процес? Па сметам дека има, затоа што имам комплетна поддршка од вработените. Имаме од Центарот за едукација, но можем да кажем дека и координаторите на здруженијата соработуваат, затоа што без нив нели јас не можам сама јас може да ги познавам процесите, можем да делувам во образовните институции, но тие ми се поддршката кога станува збор за компаниите каде што ние со кои можеме да работиме. Наташа Јаневска, член на ВМРО. Да. Си. Од основањето. Од основањето. Да. И беше примена во Стопанската комора која на власт беше СДС. Така. Така е. Така е, и многу се чудеа зашто тогаш јас дојдов во Стопанската комора и баш ми рекоа како идеш во една од најмуњарските комори. И сега имаш ли ти осетена некаква политизација во комората? Не, тоа стално го кажувам, затоа што освен професионалноста во комората никогаш не се разговарала за партија. Добро, и јас тоа имам како печаток. Иначе Наташа Јаневска беше и пратеник во составот на собранието кога? 2008-2011. 2011. Какви се искуствата? Тоа е едно... Ево, значи, можеш да кажеш собранието, комората, министерството и така натаму, како институција. Тоа е добро да помагате на некого. Меѓутоа, јас не се пронајдов таму, затоа што јас сакам директно да работам на определена проблематика. Да. А таму мораш да бидеш широко поставен. Таму мораш да бидеш широко поставен, меѓутоа, да бидеме искрени, некогаш морате да ги почитувате, нели, и идеите, и одредени, да кажам, насоки што ги има партијата, иако некогаш не се сложувате со тоа, па се обидувате да објасните дека во интересе како треба да се постапи. За разлика од мојата работа во Министерството, каде што јас си ја зацртав идејата дека тоа мора да се сработи, без разлика кој е на власт, може би некогаш потешко, некогаш побрзо го работев тоа, но сепак го реализирав тоа што го имав зацртано. А веќе со доаѓањето во комората, рацете ми се одврзани. Од вас само се очекува, нели, да ни дадете одобрение и вие викате резултати, не прашувате како, не мора 100 пати да ве прашаме и тоа ни се не отвора можност да работиме и да испорачаме резултати. Сознуваше ли Наташа Јаневска, која беше во основното училиште директор Гоце Делчев, дека ќе дојде до собранието, до комората, до министерство? Не. Не, а? Не, никогаш, затоа што мене образованието секогаш ми било цел. И секогаш се трудев и таму кај што сум на било која позиција да направам нешто ново, да ребрендирам, да донесам нешто ново и да биде интересно за учениците и за наставниците.
Кажавме дека што значи образованието за една држава, ќе кажем уште еден пример, дека нашиот пријател, амбасадорот поранешен на Финска во Македонија, односно за просторите на цела бивша Југославија со седиште во Загреб, кој одржа едно предавање во комората, кажал дека он денеска е тука присутен како дипломат затоа што не го примиле да биде наставник во образовниот процес. Се сеќавате на тоа? Да, јас бев поканета како представник од Министерство за образование да присуствувам на таа трибина. Интересна трибина и мислам дека ние тој модел не да го пресликаме, меѓутоа можеме да го преадаптираме и кај нас. Навистина ни е потребна реформа на факултетот за кој што образува кадри, кои што ќе бидат идните професори, наставници и така натаму. Тоа зборува за педагошки години. Да. Добро, какви се наредните планови? Наредните планови ни се да го подобриме квалитетот на практичната обука, да зголемиме бројот на компании и на училишта за реализација на практична обука. Јас тука сакам да кажам дека ние почнавме 2017 со едно училиште и со една компанија, 2018 веќе бројката се зголеми. Имавме 3 училишта, односно 4 и 4 компании, за да можам сега да се пофалам дека имаме 560 компании кои учествуваат во процесот на дуално образование, како што кажав 61-62 училишта каде што се реализира дуалното образование. Интересот на учениците е многу голем. Добро е што се дизајнираат оние квалификации и образовни програми според потребите на бизнис заедницата. Голем дел таму каде што нема интерес, полека тие квалификации изгаснуваат. Интересно е со дуалното образование тоа што излегуваат компаниите во конкурси. Вие ако сакате да го запишете вашето дете, ќе го отворите конкурсот, значи кој завршува основно образование, го отворате конкурсот и точно знаете кое училиште со која компанија има склучено договор и каде вашето дете ќе оди на практична обука. Мислам дека веќе и децата ја знаат мојата позната и 1000 пати повторена дефиниција за тоа дека верувам во нешто ако има 3 работи, тоа е јасна цел поставена пред себе личности кои што можат тоа да спроведат и пари. Како стоиме кај образованието? Целта е јасна, јас сакам тоа да биде приоритет врвен во наредните 10 години. Мислам дека има кадар што може да се спроведе и треба да се зголеми буџетското учество на образованието, така? Така, точно вие кажавте, ја претходно кажав дека стручното образование е скапо образование. Треба да се смени моделот на финансирање на стручните училишта, не како што е досека врз основа на број на ученици, туку врз основа на реалните потреби за реализација на определена квалификација каде што учат учениците. И мора да го следиме оној пристап од 5% според земјите на ОЕЦД, затоа што само ако вложувате во образованието, може да зборувате за квалитетно образование. Може би инвестицијата во моментот не е исплатлива, но на подолг рок е исплатлива затоа што вие создавате кадар кој што ќе придонесува после на државата. Следно на кое што ние сакаме да работиме е високото образование. И тоа ни е многу важно, затоа што високото образование исто така треба да создава не само академски граѓани, туку и граѓани кои што ќе имаат стручни вештини, практични вештини, како што бараат компаниите. И сега работиме на тоа да ја воведеме практичната настава како задолжителна во студиските програми на факултетите. Имаме поддршка, можам да кажам, минатата година ние разговаравме со државните ректорски управи, од страна на ректорите добивме поддршка. На крајот на декември ние ја одржавме и големата конференција каде што беше ректорката присутна, каде што вие бевте присутни и кажавме кои се нашите идеи понатаму, стандардизирање на квалификациите и можеби треба да размислуваме за стручните студии. Со законот за високо вие ги имате стручните студии, меѓутоа сите отидоа на академски студии, а некако полека ни изгаснуваат стручните студии кои што се многу важни за бизнес заокружување, да, на овој процес. Од овој аспект за кој што зборуваме, направи ли грешка што влезе вака во една област и сериозна и остана практично цело работен? Не. Мислам дека треба да се работи, треба да се има познавање на многу
повеќе. Меѓутоа мора да се остручите на едно нешто. Затоа што кај нас се случува, па ја да кажам посебно по министерствата, се случува да го префрлаат од една проблематика на друга, на трета, на крај никаде не се пренаоѓа личноста и кога ќе барате од него после конкретни решенија да ви даде, не може, затоа што не е остручен до крај. И јас сметам дека немам направено грешка и мислам дека до крај ќе го работиме ова. А Иво Јанковски направи грешка што отиде од банкар во... Да, ма нешто тука јас чувствувам дека има сличност, затоа што тој бил банкар, се занимавал со финансии, преминал во музичката индустрија, каде што исто така е создавање на профит. Така е точно. Секаде е профит и треба да сватиме и да го повториме тоа, дека секаде ако така размислуваме ќе одиме напред. Креативноста само треба да биде на прво место, профитот на второ и ако веќе имате цел, може се да реализирате. Што ти смета во моментот во државата или во процесот на образование, тоа е најмногу и што мислиш дека треба да се фокусираме и да го отчепиме као проблем? Најмногу ми смета тоа што се поставаат непрофесионалци на соодветни работни места и кога вие им објаснувате што треба да се направи и реално да се направи, не може да ве разберат. Не дека се виновни или не сакаат, не ве разбира затоа што не ја познаваат проблематиката. На ниво на училиштата? Па секаде, и по министерствата, и на ниво на училиштата, во министерство и на ниво на училиштето, постојано менување на личности, кажав, кои што почнале едно да работат, после го менувате, му давате друга проблематика, носите ново лице, кој што не ја познава проблематиката и затоа ни се прават честопати грешки. И исто така ми смета што не се консултира човекот кој што има одредени познавања од определена проблематика. А дали ви смета тоа што луѓето кои што ќе одат во пензија се сметаат дека се умрени? И тоа е најголемата грешка, затоа што ние треба да го искористиме нивното знаење и потенцијал. И не случајно во некои држави тие ги земаат како советници, нели, од надвор и повремено ги користат за одредени решенија, реформи кои што ги прават. Мислам дека ова е област која што има големи предизвици и јас додека можам и ме држи умот ќе работам да го што го зборувам, затоа што мислам дека е исправен процес. Верувам дека и ти тоа ќе го направиш. Која е порака до младите? Порака до младите е да останат во државата. Ако сакаат да бидат успешни, можат и тука да бидат успешни, а да бидат препознатливи во странство. Ние сега тоа и го правиме, кога одиме и кога ги поттикнуваме 9 оделенците да се запишуваат во стручни училишта. Носиме со нас менаџер кој што тука завршил, кој што оформил фабрика, кој што е успешен, но и препознатлив во странство. А профитот секако ќе си дојде. Следен проект на Стопанската комора на Македонија ќе биде Македонија нема иднина без спречување на одливот на мозоци. Ова што го кажавте вие. Така е. Значи не само да се спречиме тој одлив на мозоци, него нешто и да вратиме. Затоа што со своето знаење можат да направат повеќе. Државата губи од три аспекти кога станува збор за одлив на мозоци, кога младите ни заминуваат. Првиот аспект е економскиот. Вие немате работна сила која што ќе придонесува за продуктивност, ефективност и производство, нели, добивање на производи со додадена вредност. Второто вие демографско одумирање. Вие населението ни старе, имаме само стари лица. И третото ние, кој што се исто така не се работоспособни, и третото ние социјалниот проблем. Зошто? Затоа што повеќе пари кога имате вие старо население, повеќе пари трошите за пензии, место да трошите за иновативност, креирање на младите и така натаму. Има начин како да се реши тоа, ако се креираат нови работни места, ако им се даваат одредени бенефиции на млади предприемачи да дојдат тука и да имаат одредени помали даноци, одредени други бенефиции, за да можат тука да отворат бизниси. Понатаму можете да обезбедите, државата да обезбеди грант за стартапи. Имате вие многу млади креативни лица кои што можат преку тие стартапи да придонесат на државата. Значи, ако се сака, се може. Ние викаме да треба да имаме квалитетно образование, треба да... Точно, тоа младите го бара, но ќе работиме на тоа, но младите бараат конкретни решенија, барем сега во моментот, за да можеме да ги вратиме назад. И треба да се работи на јавната администрација, комплетна реформа на јавната администрација. Значи, да си го сработат тоа зашто имаат опис и попис во систематизацијата,
без да им се прогледуваат низ прстија кои немаат завршено работа. Вие во Стопанската комора, морам да кажам, поставувате таргети и викате дека треба да се оствари таргетот. Таквите таргети треба да се стават и на сите вработени во државните институции. Тогаш ќе имаме квалитетна јавна администрација, кога денеска ќе се даде таргет и треба, или за месец дена и треба да го постигне таргетот. Вие не можете да чекате предмет некаде во имотно-правни односи или во управата за водење на матични книги, да ви се издаде извод на роден или извод за имот после месец или 2 месеци. Не држи тоа. Се знае, 3 дена, 4 проверка да се направи, но за 4 дена се може да се заврши. А тоа може да го направиме исто така со процесот на дигитализација. Точно тогаш ќе знаеме каде, кој, што работил и како работил и кога го завршил целиот предмет, без да имам јас, како се вели она, лице во лице, face to face, да се видим со администрацијата која што треба да ми го сработи предметот. Те посакувам во наредниот период да постанеш председател на Стопанската комора. На собранието каде си била, да одиш на едно повисоко ниво, затоа што можеш да спроведиш, тамо се спроведуваат политиките и тамо се бие битката и да се добие таа битка. Мислам дека еден ден ќе се сеќаваат дека сме биле некој дел од основоположниците на нов систем на образование за потребите на бизнисот и тоа за мене е доволно. Ви благодарам. Ви благодарам на желбите, можеби некогаш ќе се остварат. Јас ја викам од оваа гледна точка никогаш не викајте никогаш, затоа што немој да викаш. Кога бев директор на основно, како ми спомнаа дека ќе бидам собрание, него ни размислував. Ви благодарам многу.